Јас сум Душо Крстевски, автор на книгата Алхемија на 21 век, објавена во издавачка куќа Антолог. Градот е мојата транзиција на духот. Бетонот на нашата прва средба сега изгледа како море, изгубено во нашите сеќавања како лузнина платеник во војна за срце на место нафта. Тоа е море што го барам низ пустина. Таму те нема со илјадници години, додека небото добива темносина боја, а мракот го има наленото самракот во мисионерска поза. Јас и ти се сретнавме тука. Усните ти беа жилет што ме расече до страст, како оној берберски потек во андалузискиот пес, а се поврзавме како небо и земја во бура, никогаш и не се одлепивме, без да се сретнеме со нашите погледи на знам колку те љубев вчера, а дене за 300.000 светлосни години повеќе. Ме возлюби во сутлијашот на место појадок, ми испи во Нескафето. Те нема во оваа носталгија. Ти нема да се вратиш тука. А за читателот што очекува хепи енд, ти веќе ме чекаш дома, гола, но покриена со здивна тирамису, кој те воскреснува како чоколадна божица на оргазмот. Сино квадратче од небото, заробено на твојот прозорец. Како илјада кадри што го плодуваат видикот на некој соцреалистички цртан филм од некое чехословачко или унгарско време. Каде јунакот е згрижен како бебе во јасли, заспан под светилките на големиот град во мала мансарда, чекајќи ја својата следна млечна порција, амброзија на безгрижниот сон, додека во сегашноста Portishead пеат песна за успивање. Патување на љубената. Те оставив сама за да те чуваат звезди потопени во Бейлис. За потоа секоја милисекунда да мислам на тебе и да сватам дека никаде не тргнувам без тебе. И те чувам како пасош во внатрешниот джеп на срцето. Постоја денови во кои твојата досада е разјарен лав кој сака да ја откине главата на сонцето и да ја донесе настред селото на животот. Во тие денови моите желби се мрзеливи, денови кога сакаш да рикаш штивко со солзите однатре, зашто за вистински солзи немаш волја. Ден во кој се чувствуваш како вечна опозиција на се што станува рано, оди на работа, појадува во 9 часот, има секс после предавањето на факултет, оди на кошарка на вечер или игра фудбал во балонот на Мичурин, гледа филм во кино, јаде тост во седмичарниците пред ГТЦ, гледа Лига на шампиони и си легнува неке 12:15, затоа што веќе го гледал филмот на 9000. И утреента, кога ќе се разбудиш, сваќаш некој друг на место тебе ќе мрчи денес. Обид за смрт низ имажизам во дестилирана варијанта. Едно дете ги беше окрвавило своите ногти, грбејќи на прозорецот од домот на смртта. Дојди, те молам, те повикувам. Но таа не го чу. Го остави да скапува таму, а чистилиштето се уште се реновираше. Поетика. Вела дека вистинскиот порив се чека како невестата својот сакан. Упорно. Упорно и тажно, но со надеж. Тоа е ковче кој се отвора секојдневно со мечта, а еднаш годишно со солзи. Додека не го наполниш со вода, па целата инспирација ти стане потоп кој ќе ги проголта спомените, љубовите, запалените цигари, пијаните шанкови и звездешто твојот GPS на стварноста, мамурните утра во кои денот ти се лути што ќе ручеш во 3:30 недоистрезнет, потопа ќе ги проголтат прочитаните книги, филозофските ичвакани текстови, SMS пораките што си ги праќал. Па те видам тогаш. Слушај за стерната на Блаже и за Рембо и за неговото грозничево пишување, додека ти го чекаш твојот водоинсталатер на тагата да ти ги затвори солзите во грлото и да ги пушти да течат по PC монитор. Ноќ.
Низ бетонската тајга на градот се движам облечен во сивост. Бетонската матка на градот ме чува мене, пијаниот фетос на тагата. Dead Can Dance и Song of Sibyl. Доека кафето во New Age пополека се лади, се претворам во лента на меланхолични слики која се одвртува наназад. Тагата е сируп во мали порции, што ни е препишан за цел живот. Низ вековите од камен, низ вековите како камен. Се сеќаваш ли Карла, на дебелата црна жена од племето во Африка, која можеше да оплоди нива со своите солзи? Се сеќаваш ли Карла на другата, кога крв и течеше на место солзи, а незиниот лик го гледаа во дрвјата и карпите? Мексико од секогаш било чекор поблиску до рајот и само за нијанса подобро од пеколот. Заедно гледавме телевизија кога ти изјави дека доволно си живеела во овој град, каде душата ја оставаме по црквите и манастирите, повеќе како на изложба, отколку на покајување. Карла, и ти и јас знаеме дека повторно ќе се видиме. Нашите животи се веќе откупени од екипата на некоја сапунска опера. Објективот е веќе наместен, режисерот дава знак, почни да плачеш и голтни ја пилулата. Низ вековите од камен, низ вековите како камен. Богородице мила, чувај ме од зло. Богородице мила, чувај ме од зло. Богородице мила, чувај ме од зло. Плачам за себе си и не молам за прошка, туку за бришње на меморијата, ништо да не ме подсети колку грешам. Подоцна, истата таа ноќ. Ноќта е отсуство од смеа и присуство на гласови. Додека ја оставам поло испразнената чаша со вино, се подсетувам на денот пред 20 и кусур години, кога мајка ми ме однесе на лекар. Докторката ми даде инјекции, а јас не езе солзи. Беше пекол преселен во јулско пладне. Жената од малиот монтажен дуќан за сокови, близу железничката амбуланта, ми даде сок без пари. Има висока температура, а мајка ми не го носеше паричникот. На раце ме донесе до болницата, додека јас блада во безсознание. Тогаш уште не бев крстен. Богородица ме чуваше, а мајка ми ме носеше во болница, заборавајќи ја на вредата моја од претходниот ден, како и илјадници други што ќе следат потоа. Ноќта е простор за прибирање на тажните, тие чекаат на влезот на квечерината, а ја заспивам на масата со платената сметка до мене, наместо ќебе за покривање. Километри далеку од детството,